Ви благодарам, председателе. Во интерес на времето, јас ово обраќање ќе го искористам за да ги ја образложам суштината на поднесените амандмани од патриотичката група на Левица. Се работи за 50 амандмани на Законот за судска служба и сите овие амандмани се поднесени, беа до нас доставени од независниот синдикат при судската администрација во Македонија и можам да кажам дека овие амандмани произлегуваат од сите оние критики и забелешки кои беа кажани на јавната расправа, каде што впрочем беше видено и дека речиси да немаше никаква пофелба за овој закон, дури за погрешните основи врз кои поставен овој закон за судска служба, кажува и тоа што членови на работната група алармираат дека овој закон треба да биде дури повлечен, а ако не биде повлечен, тогаш мора да се имаат во предвид овие амандмани, доколку навистина сакаме да го подобриме работењето на правосудството или затоа што ваквиот предлог закон ќе ја продолжи она голгота на доверба на правосудниот систем од 2%. Всушност, нашите амандмани има два клучни сегменти. Едниот сегмент се однесува на тоа дека со овој закон наместо судските службеници да се третираат како дел од судската власт, согласно уставното начело за поделба на законодавна, извршна и судска власт, ние имаме најголем дел од вработените во судовите кои ќе бидат под директна контрола на извршната власт, што представува еден опасен преседан, особено кога говориме дека имаме силна партизација во судството и во обвинителството, односно како што алармира и од самиот синдикат, со ваквата законска регулатива, доколку се анализираат статистичките податоци на вкупниот број на вработени во судовите, од вкупниот број на вработени во судовите кој во 2025 година изнесувал околу 1800 вработени, за околу 1550 вработени во судовите ќе важат одредбите од Законот за административни службеници и тие ќе се под директна надлежност на извршната власт, а само за 300 вработени во судовите ќе важат одредбите од Законот за судска служба и само тие ќе ја представуваат самостојноста и независноста на судската власт. Ваквиот драстичен сооднос значи дека ние во судската власт ќе имаме едно директно мешање на извршната власт и директно загрозување на независноста и самостојноста на судската власт од политичко влијание. Впрочем, како што во дел од членовите каде што ние интервенираме, токму ние предлагаме да се укине правото министерот за правда да носи одредени правилници, како што се предвидува сега правилници за унапредување во службата, правилници за вработување, односно тие правилници да бидат изготвувани од судскиот совет, затоа што сметаме дека и тоа како е опасно вакви правилници во судската власт да зависат од дискреционото право на представник од извршната власт. Меѓу другото, она што е спорно што повторно имаме се поставува една директна зависност и од Министерството за финансии, така да ние може да имаме опасни преседани каде Министерството за финансии директно ќе одлучува за вработување и за издвојување на средства за судската власт, за вработени во судската власт, иако нели ние за тоа се предвидува дека има и судски совет. И вториот сегмент кој беше алармиран и на јавната расправа е тоа што со овој закон ние имаме драстично уназадување на правата на вработените во судовите. Впрочем, она што е алармантно е тоа што се укинуваат додатоци кои се предвидени од предходно, се наместо да се унапреди нивната положба, се уназадува нивната положба, иако се работат за лица кои работат со стручна материја и нормално од кои зависи и самите резултати во правосудниот систем. Исто така, што е алармантно е и што тоа при во однос на правото на штрајк се предвидува само 60% исплата од последно исплатената плата, што имаме едно драстично кршење на работничките права. И од тој аспект, вака доколку се усвои овој закон, ние ќе имаме враќање на состојбата во правосудството за 20 години наназад, иако нас ни се представува како дел од реформската агенда, вака овој закон за судска служба во ваков формат доколку биде изгласан, ќе значи дека довербата на правосудството нема да ја броиме во 2%, туку најверојатно со ваков закон ние ќе броиме довербата во минус. И затоа јас апелирам да бидат разгледани
и да бидат прифатени овие амандмани. Овие амандмани доаѓаат од самите вработени во судовите кои најдобро ги знаат предизвиците со кои се соочуваат, затоа што ние имавме веќе еден случај како што беше законот за судски совет, кој беше изгласан во собрание за после само 2 недели да биде вратен од европските институции, затоа што и таму имаше одредени маневри со кои власта очигледно сакаше да бидат заобиколени европските стандарди, така да јас ќе повикам да бидат прифатени овие амандмани, да бидат сослушани критиките кои беа искажани на јавната расправа, за да не се добие впечаток дека јавните расправи кои ги организираме во собранието со само една обична фарса и на крајот на денот повторно владата самоволно ги носи своите закони и на крајот на денот за можеби ако се донесе овој закон ние можеби за 2-3 недели повторно ќе видиме како од европските институции ќе биде вратен овој закон и повторно ќе дојдеме тука и ќе разгледуваме нови измени на законот. Ви благодарам.